61 година од раѓањето на трагично загинатиот председател на Република Македонија Борис Трајковски. На гробот на председателот Трајковски во алејата на великаните денеска се положи свежо цвеќе од делегација предводена од градоначалникот на општина Бутел Петар Латиновски. Почит му одадоа и представници од основните училишта од општината, повеќе невладини организации и здруженија на граѓани. Во авионската несреќа што се случи на 26 февруари 2004 година, загина председателот на Република Македонија Борис Трајковски и 8 члена македонска делегација која патуваше на меѓународна конференција во Мостар. За несреќата која се случи во атарот на Матик брдо кај селото Хусковики во близина на Мостар, за причините за падот на Кингерот, за тоа дали се случила авионска несреќа или било атентат, од тогаш до сега беа извршени 2 истраги и објавени 2 извештаја на 2 комисии со кои раководеа Салко Бегик и Омер Кулик, а во кои учествуваа и македонски експерти. И во двата извештаја, кои се разликуваат, сепак како причина за падот на Кингерот се наведуваат пилотски грешки и други индиректни системски пропусти. Во првиот извештај како директна причина за падот на Кингерот се наведени процедурални грешки во периодот за слетување по висина и по место на аеродромот во Мостар на контролиран лет. Во вториот се наведени и системски пропусти, а е објавен и транскриптот од црната кутија, односно целиот разговор меѓу пилотите и разговорот со контролата на летање. 7 постапки во текот на летот од страна на пилотите и 5 системски грешки на надлежните институции во Македонија и во Босна и Херцеговина се причините за уривање на Кингерот, стои во новиот извештај што го презентираше Кулик. Македонската страна во целост ги прифаќа наводите со дополнителните предлози кои се однесуваат на ВОР системот, самата процедура, барањето и спасувањето по падот на Кингерот и формулацијата за пловидбеноста на воздухопловот. Но за македонската страна е нејасно зошто е пренасочена локацијата каде да се бара авионот, иако Кулик вели дека контролорот на летање знаел каде е урнат авионот. Сотир Кустов, македонски представник во комисијата, изрази задоволство како е сработен извештајот на воздухопловниот дел, но рече дека во целост не се согласува со обесчестувањето на Република Македонија во 2004 година, на која е скриена вистината за падот на Кингерот. Во авионската несреќа покрај председателот Борис Трајковски животот го загубија портпаролот Димка Илкова Бошковиќ, советниците Аристо Блажевски и Анита Лозановска, представникот на Министерството за внатрешни работи Миле Крстевски, телохранителите Аце Божиновски и Борис Велиновски, како и пилотот и копилотот на авионот.